Рекордно ниво на странски инвестиции во 2024 од 1 милиарда евра и најави за инвестициски бум годинава. Со 8 нови странски инвеститори кои ги донесе владата во втората половина од минатата година, кои треба да ангажираат 2800 луѓе, директорот на индустриските зони Гоце Димовски е задоволен од постигнатото. Бројот на вработени во зоните надминал 18.100 луѓе, а просечната плата која ја исплаќаат фирмите надминала 46.000 денари, што е повеќе од републичкиот просек и за 8.500 денари поголема од онаа во преработувачката индустрија. И покрај проблемите во автомобилскиот сектор, состојбата со извозот е задоволувачка. Тој изнесува од 2,9 милиарди евра лани и треба да надмине 3 милиарди евра годинава. Сите овие инвестиции кои се реализираат во моментов се резултат на неколку месечна напорна работа во кое што се успеа да се отстранат сите оние технички и формално-правни пречки и недостатоци кои беа акумулирани неколку месеци назад. Така да, она темпо и динамика кое што оваа влада го покажа заклучно од јули 2024 во делот на привлекување на странски директни инвестиции, ќе продолжи со појака динамика и во 2025 година. Активно се работи да се претркаат конкурентските земји од регионот во привлекување на странски инвестиции. Владата моментално преговара со вкупно 15 странски компании кои треба да изберат меѓу Македонија и некоја друга држава каде да го стационираат своето производство. Владата најавува ново мега вложување од над 350 милиони евра. Овој инвеститор ќе има високотехнолошко производство и ќе има голем извозен потенцијал кој позитивно ќе влијае врз обемот на бруто домашниот производ. Компанијата планира вработување на 500 луѓе. За сега не се откриваат детали од која држава инвеститорот и во кој сектор работи. Тоа се пред се мултинационални компании кои има за себе сериозно портфолио. Сите овие компании врз основа на онаа комуникација која имаме со нив, имаат сериозни планови за инвестирање, најголем дел во зоните. И нашата заложба и посветеност е во 2025 година да имаме што повеќе квалитетни странски директни инвестиции и се надеваме дека 2025 година ќе имаме најголемата гринфилд инвестиција во историјата на независна Македонија, која ќе биде некаде повеќе од 350 милиони евра и која ќе биде извозно ориентирана. Кризата во автомобилската индустрија во Германија неминовно ќе ги погоди и странските инвеститори кои се занимаваат со производство на автомобилски делови во земјава. Од Советот на странски инвеститори велат дека е реално да се очекуваат помали профити, можно е да се намали обемот на работа и треба да има рационализација на трошоците за да се задржи конкурентноста. Развојот на возилата во Европа ќе треба да биде направен на еден побрз, подинамичен начин и ќе има рационализација на трошоци секаде низ Европа. Тоа е факт. Но автомобилската индустрија е секоја година или година и пол во криза. Сме биле во криза и порано и ќе ја пребродиме и ова. 2024 на инвестициски план ја одбележа вложувањето на Алказар Енерджи за изградба на ветерници во вредност од 500 милиони долари и 630 нови вработувања. Инвестицијата на Епсотех е за изградба на истражувачки центар во вредност од 20 милиони евра и нови 110 вработувања. Американскиот Ваптек, кој веќе е присутен во земјава, ќе произведува сопирачки за шински возила. Германската компанија БМЗ Груп ќе произведува литиум-ионски батерии во капацитет во вредност од 65 милиони евра. Се потпишаа и два договори за инвестициите на Brainchild од 8,5 милиони евра, кој ќе вработи околу 200 лица. Германската Костал отвора нов погон од 50 милиони евра и нови 250 вработувања. АДБАУ Интернационал ќе вложи 7 милиони евра. Во зоната во Кичево пак, белгиската фирма Авеста ќе вложи 40 милиони евра и ќе вработи 600 луѓе. 50 на компании ќе бидат погодени и со плаќање на глобалниот корпоративен данок од 15%, зашто беа направени и законски измени, овие пари да останат во целост во земјава. Се најавуваат и реформи во привлекување на нови странски инвеститори, но засега не се откриваат детали. Целта на владата е земјава да се вброи меѓу европските држави со најмногу странски инвестиции по глава на жител.